Го врти мутерот. Донја! Нема кој не го знае Војо Иванов или Војо со животните. Човекот кој на најзабавен начин им го доближуваше природниот свет на луѓето, сега има нова мисија – да го направи човечкиот свет попријатен за животните. Вие може да бидете конекција помеѓу животното и публиката. Да ја припитомите по-дивата публика во овој случај, ама и во другиот, дивата природа да ја доближите кон публикава, да направите една флуид, една конекција, да бидете месенџер помеѓу јазиков на животните и публиката која не знае можеби толку да го толкува ова. Во современите зоолошки градини има еден принцип – жителите се главни и мора да им се пружат најдобрите можни услови. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Ова не е само приказна за животните, ниту за љубителите на животни. Сегашната приказна за Војо Иванов е пример како некој што станал добар во својата работа се вклучува во јавниот сектор и пробува да ги подобри работите таму, да ги претвори зборовите во дела. Војо бил предизвикан и одговорил на предизвикот. После едно мое телевизиско интервју во кое што бев, дајде да речем, провоциран или прашан токму на темата што сметам за зоолошката дека е подобро и дали нов директор кој што доаѓа од тотално друга бранша и профил е паметно нешто за зоолошката, веројатно тоа го иницираше и тој да направи промена од системот во кој што веројатно зоолошката беше заглавена, а тоа е да ме вклучи и мене, бидејќи често пати со претходните директори сум имал соработка, но никогаш не била таа до крај завршена, бидејќи секогаш сум бил оној кој што за нешто мрчи и се расправа. После добри 20 години, прв пат сум внатре за да пробаме заеднички со, пак ќе речем, со луѓето од внатре, да пробаме да смениме некои системи навики во кои што верувам дека голем дел од луѓето овде се заглавени. Од лани Војо работи за Скопската зоолошка градина. Како животно што ќе се најде во непозната средина, така и тој морал да се соочи со многу необични појави од другата страна на оградата. Секојдневно наидувате на бариери, на некакви блокатори. Па зошто тоа? Па како, кој си ти? Па тука 90 години така, 20 сум јас овде. Зошто баш сега тоа па? Но како човек што доаѓа од приватниот сектор и како активист, знае дека секој има одговорност кон некого. Трговецот кон купувачите, големата компанија кон клиентите, а јавната установа кон граѓаните. Во моментов ние располагаме со јавно предпријатие, ЈП, Зоолошка градина Скопје. Ние одговараме кон јавноста. Парите кои што ги добиваме се од граѓаните. И затоа многу често велам, тие треба да бидат тие што ќе бараат од нас. Тие ќе треба да си го побараат гласот, нели? Тие треба да бидат многу проактивни од она кое што го имавме. Среќа некако во последниве години со социјалните мрежи се повеќе луѓе се ослободија за да го кренат својот глас, да го кажат. Имаме живеалиште за шимпанза во нашата близина сега кај што снимаме. И последниот пат менторот за ОДА, за конкретно за шимпанза, за Америката му беше дека недостасуваат доволно
нема доволно дрвени греди внатре. И сега на живеалиште кое реално чини сериозна сума на илјадници евра, тој наоѓа замерка, нели, дрвени греди. Зошто? Заради тоа што нема животното доволно место за да се движи и вели на тој начин ќе му го овозможите многу подобар простор. Дури и кога работите однадвор изгледаат убаво, идилично, внатре секогаш има нешта што треба да се подобрат. Сега веќе треба да имаме конкретна стратегија каде и што со органскиот отпад, неорганскиот од посетителите. Голем дел од објектите немаат енергетска ефикасност. Мали детали треба да се изменат, направат за да заштедат енергија, иако е јавна установа, или ви текнува државно, па нема нека гори. Не може да гори. Скопската зоолошка се простира на 13 хектари. Во неа живеат околу 400 животни од над 70 различни видови. Во најдобрите денови, во неа доаѓаат и по 15.000 посетители. Тоа е како по еден човек на секој 8 квадрати. Потребен е голем ангажман за тоа да не се претвори во хаос и во големо вознемирување за животните. А најмногу работа има онаму каде што не се гледа, во позадина, во организацијата, навиките, процедурите и меѓусебните односи. Тоа е главната задача на Војо, да создаде домашна атмосфера во домот на животните. Ако влезете во зоолошката и ако сте постојан посетител, мислам дека и нема да приметите некоја голема разлика. Веројатно физички работите се сите на истото место. Мислам дека во моментов имаме една состојба каде ние пробуваме да креираме малку љубов внатре, за да можеме таа љубов понатаму да ја дадеме и на животните. Вие сте тие што правите ден, ноќ, оф, он. Вие сте тие што носите храна, нешто што во природата не постои, нели? Вие сте еден вид на илузионист за животното во овој случај, а во исто време треба да, ако сте во Македонија, треба и да се справувате со публика, да објасните на нејзе, да пробате да ја едуцирате, да ја опоменете, при тоа да влијаете едукативно на децата, да се грижите и за хигиената, но и за добросостојбата на животните, и не е едноставна работа, ќе речем, но веројатно тоа е најголемата замерка која во моментов ја добиваме.